Автопатот Охрид-Кичево се очекува првиот квартал најдоцна следната година да биде завршен и пуштена таа делница во употреба за граѓаните да може да ја користат. Истакна премиерот Мицкоски при денешната посета во Дебарца, додавајќи дека оваа година за прв пат има ретка ситуација да се градат 6 автопатски делници одеднаш. Истовремено очекувам овој месец, ајде да речеме најдоцна почетокот на следниот месец да отпочне и делницата Блаце-Скопје. Веќе добивме позитивна информација од заемодавателот за делницата Букојчани-Кичево, каде што немаат забелешки. Чекаме сега да помине официјално делот на жалби и за да можеме понатаму да продолжиме со постапката. Со несмалена динамика се работат и делниците Прилеп-Битола, Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани. Значи генерално оваа година за прв пат имаме една наистина ретка ситуација да се градат 6 автопатски делници одеднашка, но не само тоа, продолжуваме и со реализација на другите проекти во делот на инфраструктурата, така што јас сум исклучително задоволен. Градежништвото во април имаше раст од над 40%. Сите населени места од Струга, Дебарца и Охрид добиваат пристап на автопатот Охрид-Кичево, рече заменик председателот на владата и министер за транспорт Николовски, подлекувајќи дека кога бил правен проектот за автопатот, за жал не биле предвидени ниту пристапни патишта, ниту паралелни патишта, ниту клучки. Голем дел од селата кои што се одлеват и од десната страна на автопатот беа, односно требаше да бидат одсечени и од Охрид, и од Струга, и од Кичево, и од Скопје. Ние решивме тоа да го коригираме. Испроектиравме паралелни патишта и пристапи во должина од 18 км. За долниот дел од автопатот, од потегот кој што е од пресека до Охрид, мораше да бараме согласност и од Комисијата за УНЕСКО. Во изминативе 6 месеци работевме и со нив, добивме согласност и веќе можете да видите дека пристапот кон населените места во случајов кон мешеишта почнува да се работи, а онаму каде што завршува пристапот ќе продолжи општината, така што ќе добиеме едно модерно патно решение. Николовски вели дека реконструкцијата пак на Охридскиот аеродром се одвива според утврдената динамика и се очекува да биде готов до крајот на летото. Таму имаме 4 проекти кои што се одвиваат паралелно. Прогресот е некаде помеѓу 80 и 90% на секој од нив. Рокот кој што го зададовме за завршување е крајот на летото и мислам дека тој рок ќе биде постигнат. Инаку со реконструкцијата на Охридскиот аеродром практично ќе се добие еден нов аеродром со нова административна зграда и нова терминална зграда што ќе значи многу повеќе место за слетување и полетување. Нина Ритоновска, Сител телевизија.